октроиран буџет, едностран акт наметнат со сила врз буџетските корисници од страна на тесни политички структури. За прв пат во историјата на спроведување на буџетски процедури во земјава имаме административно изведен предлог буџет без суштинска консултација со буџетските корисници, без инклузивен диалог и без елементарна почит кон процедурите, што ја прават фискалната политика легитимна и одговорна. Министерство за финансии си дозволи или пак поточно му беше дозволено арбитрарна позиција, односно за прв пат представници на буџетските корисници не беа повикани во дефинирањето на буџетските приоритети. Не се разговараше и не се усогласија приоритетите со институциите што треба да работат за граѓаните. Наместо отворен процес добивме документ што помина низ владата во скратена постапка без расправа во ниту една матична комисија. И да бидеме искрени, ги затекнало дури и најголемите делови од членовите на владата, со исклучност на тесен политички круг што комотно се движи во ова авторитарна архитектура на моќ. Дека немаме систем, туку волонтаризам, јасно се гледа и во диспропорциите кои се забележуваат меѓу средствата кои се барани од буџетските корисници и средствата кои се одобрени од страна на Министерство за финансии. Министерство за европски прашања побаруваше 347 милиони денари, а Министерство за финансии оцени дека ова е клучно Министерство за европските интеграции е преамбициозно во своите финансиски барања и добила само 160 милиони денари. Министерство за економија и труд проценило дека за извршување на своите надлежности и обврски му се потребни 8,9 милиарди денари, но добила 5,5 милиарди денари. Министерството за здравство имало побарување од 15,3 милиарди, но добила двојно помалку од тоа што му е потребно за нормално функционирање, односно за наредната година се проектирале само 7,5 милиарди. Додека Министерство за финансии за една е макија, за други е мајка, Министерството за транспорт барала 0 денари, а добила 13,4 милиарди денари. Доделувањето на милиарди на ресор кој во својата службена проекција навел 0 зборува за процедурална аномалија која не ја следи логиката на програмско буџетирање. Значи имаме буџетска распределба која е резултат на политичка дискреција и симулација на диалог со буџетските корисници. Почитувани колеги и колешки, на овој начин направење на буџет не може да се гледа како на техничка грешка, туку како на политичка порака дека за жал граѓаните имаат влада која не сака да слуша, која исклучува, која што сака парламентарната расправа да ја редуцира во чиста формалност. Не дека не сме предупредени на ова однесување на владата кон јавните финансии, но работата е во тоа што за да се слушнеше ова предупредување треба да имаш изострен демократски или европски слух. Европската комисија во последниот извештај нотира дека буџетската транспарентност, повторувам, буџетската транспарентност во Северна Македонија е ограничена, а индексот на отворениот буџет е 35 или под глобалниот просек од 45 кој што е во Европската унија. Кога ова забелешка останува без институционален одговор, кога буџетските корисници се оставени во темница, а процедурите се прескокнуваат, тогаш не можеме да зборуваме за буџет, туку за институционален чин на недоверба кон сопствените граѓани. Во тој контекст на арбитрарно однесување со парите на граѓаните, тврдењето за строга фискална дисциплина звучи празно. Бројките зборуваат поинаку. Приходите од 374,9 милиарди денари и расходи од 414,2 милиарди со дефицит од 39,2 милиарди или 3,5% од бруто домашниот производ, а законското правило е прецизно и вели дека буџетскиот дефицит треба да е максимални 3%. И за ова интенционално пробивање слушнавме денеска дека станува збор за само за половина процентен поен. Но дисциплината и владењето на право не се мери со само, се мери со владењето на право и кредибилитетот. Штом еднаш кажете дека правилата важат условно, всушност велите дека правилата може да се истегнуваат според дневната потреба и затоа
задржувањето на дефицитот на 3,5% не може да зборува за макроекономски неутрален избор. Тоа значи нов долг и тоа значи значаен долг од проектираните 214,1 милиарда даночни приходи, наместо да завршат во училници, операциони сали, лаборатории, патишта, железници, тие ќе исчезнат во јазот на дефицитот и во каматите. Со планиран дефицит од 39,2 милиарди, граѓаните може да очекуваат дека секој нивен пети даночен денар, што ќе го уплаќаат наредната година, нема да се врати во подобри јавни услуги, туку ќе тоне во црната буџетска кутија на владата која е наполнета со корозивни пари за иднината. Додека на хартија со лесен оптимизам се испишува раст од 3,8% и инфлација од 2,5%, реалноста вели сосема нешто друго. Последните години просечниот раст се движи околу 2,3% и забавува. Приходите од ДДВ и од данок на добивка редовно заостануваат за планот, а меѓународните институции за 2026 година гледаат раст помеѓу 2,4% и 2,7%, со инфлација поголема од владините претпоставки. Дури и покрај статистичките спинови и манипулативни обиди да се прикрие растот на цените со моделот месец за месец, инфлацијата минатиот месец изнесуваше 4,5%, претходниот месец 4%. Со ваква основа, оптимистичката основа, буџетот за наредната година за кој денес почнуваме да водиме расправа, е само подготовка или предговор за новиот ребаланс кој што наскоро ќе го имаме веќе во почетокот на следната година. Кога буџетското тежиште е поставено на ваква нестабилна основа, тогаш сценариото по кое ќе се движиме е познато, а тоа е дополнително задолжување или дополнително кратење на веќе скратените капитални расходи. Граѓаните и компаниите ќе добијат раст кој нема да води кон развој, туку раст кој ќе позајмува. И токму тука е суштината која владата се обидува да ја премолчи, а тоа е дека ако растат платите и пензиите и статистички се бутка БДП-то, тогаш тоа станува потрошувачки раст, а не развој. Ако ја подхранувате страната на побарувачката со повеќе буџетски пари, а притоа на страната на понудата кратите средства за поттикнување на технолошкиот развој на компаниите и растот на нивната продуктивност и извозна ориентираност, тогаш ценовниот притисок врз основната потрошувачка кошница ќе расте и изголемувањето на платите и пензиите ќе се претопат во сметки за храна, струја, лекови и транспорт. И оваа буџетска логика на актуелната влада, предводена од ВМРО ДПМН по инерција, а во отсуство на проактивни економски политики, влече корени од периодот на 2020 и до 2023. Но забраваат една работа или не разбрале, дека тогаш кога СДСМ беше на власт, поттикот на потрошувачката беше свесна антикризна мерка, еден вид на здравствен, социјален и енергетски штит на животниот стандард на граѓаните. И тоа беше условна временска политика за време на шок. И таа политика да ја претворите во нормала во 2026 година со намалени капитални инвестиции без структурни реформи, значи да го цементирате статус квото и да ја храните инфлацијата. Владата наративно го гради проектираниот раст околу капиталните расходи, но самите бројки ја уриваат приказната која се обидува да ја протуркаат во јавноста. Иако се наведува реално планирање на капиталните расходи и навремено реализирање на проектите од околу 40,2 милиарди денари, што е помалку од 47,3 милиарди денари утврдени во ребалансот од 2025, или намалувањето е 7 милиарди денари, овој капитален оптимизам владата го проектира на почетокот на ноември, кога нивото на капитални инвестиции, реализација на капитални инвестиции е само 46%. Дополнително предлог буџетот отворено признава дека јавниот долг во 2026 ќе оди над 62% од бруто домашниот производ. Планирано е ново задолжување на над 120 милиарди денари, вклучително и нова еврообврзница. И тоа значи континуирана зависност од растење на задолженоста и растечките каматни
трошоци, кои во буџетот за следната година се проектирани на рекордно највисоко ниво од 21,27 милиарди денари. Односно се зголемуваат за цели 660 милиони денари во однос на тековната 25-та. Под површината на овој растечки долг пливаат и обврските на јавните предпријатија што не се прикажуваат јасно. Во ваква конфигурација зголемувањето на субвенциите за јавните предпријатија од 1,9 милиарди на 2,3 милиарди денари е погрешен вредносен буџетски сигнал која валоризира инерцијата во економијата. Оттука логично следи и заклучокот што никој од власта не сака да го изговори гласно, односно од самата конструкција на буџетот мириса дека 2026 се подготвува или како само една популистичка година или како изборна. Растат тековните расходи, растат трансферите, нема врзување на трансферите со пазарот на труд, нема предвидлив механизам за иновации и за јакнување на конкурентните капацитети во стопанството, нема обврзувачки индикатори за перформанси, нема ништо. Најзагрижувачки е што ударот доаѓа токму таму каде што треба да се вложува ако сакаме да растеме. Во владината програма за економски развој гледаме разречување на буџетските средства на линиите што носат конкурентност на стопанството. Во моменти кога странските директни инвестиции се во слободен пат, односно кога во првата половина на 2026 година имаме скромни 220 милиони евра странски директни инвестиции, што значително е намалување во однос на истиот период минатата година, кога вредноста на странските директни инвестиции изнесуваше преку 570 милиони евра, како и во услови кога две големи странски компании најавуваат затворање на фабриките и отпуштање на работниците. Владата се одлучува за кратење на парите од кои зависи квалитетот на деловното обкружување во кое работат странските компании. Во подпрограмата привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона се предвидени 1,7 милиарди денари, што е пониско отколку што беше предвидено во буџетот за 2025 година, кога беа планирани 2,3 милиарди денари за потоа со ребалансот да се скратат на нецели 650 милиони денари. Со ова драстично кратење пораката до инвеститорите станува непријатна, односно дека финансирањето на деловното обкружување зависи од политичкиот барометар, а не од развојната логика. Намалувањето во подпрограмата за финансиска поддршка на инвестициите на нецели 1,2 милиарди денари, повеќе скратените на 1,5 милиарди во 2025 година, е погрешен сигнал токму таму каде што државата преку буџетот треба да се насочи кон развој на страната на агрегатната понуда во економијата, односно на потикнување на продуктивноста на самите компании, и тоа домашни компании. Политички гледано, ова значи понатамошно напуштање на моделот на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој обезбедуваше предвидлива, транспарентна и мерлива буџетска поддршка на домашните компании. Или ако сакате уште по-политички, ова значи толку вреднување на вашите коалициони партнери од влен. Они треба да имаат на располагање кикиритки за да се занимаваат со нешто. Не ништо суштински за да направат. Наместо преку стабилни и предвидливи буџетски средства за поддршка на домашните компании, владата ја менува структурата на поддршката со притисок на компаниите како извор на финансирање за своите инвестиции да бараат во кредитни задолжување, како што беше случај со унгарскиот кредит. Во ваков контекст, кратењето на средствата не е консолидација, туку само разоружување, односно се намалува инструментот што може да ја олади инфлацијата преку зголемување на понудата и проширување на даночната база преку повисока продуктивност.
Кога сме кај градењето на оценка на деловите на буџетот кои директно се поврзани со индустријските капацитети, треба да се погледне и во подпрограмата за технолошкото индустријски развојни зони, каде како вкупни расходи се предвидени 273 милиони денари, од кои 88 милиони денари отпаѓаат на основниот буџет, додека 185 милиони денари потпаѓаат под расходи од самофинансирачки активности. За да се кристализира состојбата во делот на ТИРС зоните, ако погледнеме во ребалансот на буџетот за 2025, ќе видиме дека вкупните расходи се намалиле од првичните 533 милиони денари на 359 милиони денари. И ова подпрограма јасно го артикулираат стрмоглавиот надолен тренд на странските директни инвестиции, односно се намалува потребата од расходи кои ќе се насочат кон подршка на работењето на странските компании во слободните индустријски зони. Почитувани колеги и колешки, истата логика за краток здив се пресликува и во децентрализацијата, каде средствата за општинските инфраструктурни проекти се драматично намалени. Станува јасно зошто се чекаше изборите да завршат, за веднаш потоа да се излезе со предлог буџет за 2026 година. И од 6,3 милиарди денари, овие средства да се скратат на 2,6 милиарди денари. Секој ново избран градоначалник, без разлика на партија, знае што значи тоа. Тоа значи помалку локални патишта, послаба комунална услуга, замрзнати инвестиции во енергетската ефикасност и се друго. Кога сме кај инфраструктурата, во контекст во кој владата најавува амбициозни планови за развој на железничката инфраструктура, како што се градски железнички линии и брзи пруги, буџетот за 2026 не ги одразува најавените и ветувањата на владата во јавноста. Во подпрограмата инвестиции во железничката инфраструктура се предвидени вкупно 2,9 милиарди денари, од кои 1,4 милиарди денари како расходи на основниот буџет, додека само пак од заеми 1,2 милиарди денари и од донации 250 милиони. И ако се спореди со ребалансот на буџетот за 2025, ќе се види намалување од цели 3,7 милиарди денари. Каде се парите за коридор 10? Каде се парите за клиничкиот центар во Штип и за клиничкиот центар во Скопје? Паралелно со стеснувањето на буџетската рамка за економски и инфраструктурен развој, во структурата на буџетот се забележува и оддалечувањето на државата од Европската Унија. Кога евроинтегративната динамика бара правна, институционална и инфраструктурна поддршка, средствата наменети за ЕУ интеграција се кратат од 4,5 милиарди денари на 3,2 милиарди денари. Имаме јасен буџетски сигнал за понатамошно оддалечување на земјата од пристапните процеси на Европската Унија. И кога сите овие буџетски приоритети ќе се преведат на човечко ниво, последиците стануваат уште поочигледни и пострашни за граѓаните. Развојните програми во Министерството за здравство се скратени од 573 милиони денари на цели 315 милиони денари. Што значи помалку пари за реконструкција и доградба на објекти на јавните здравствени установи во државата, помалку пари за медицинска опрема, помалку пари за амбулантните во руралните подрашја, односно здравјето на граѓаните по се изгледа не е приоритет во оваа држава. И затоа, почитувани, пред нас имаме октроиран буџет на влада која абдицира од фискална дисциплина, од инклузивниот диалог и од развојната одговорност кон сопствените граѓани. И наша обврска како пратеници е да го одбиеме овој модел на волонтаризам и да инсистираме на буџет кој е легитимен во постапката и развоен по суштината. Со силни капитални проекти, предвидлива поддршка за домашните компании, европска транспарентност и инклузивност како начело, а не како декор. И само на овој начин буџетот може да стане инструмент за подобар живот на сите граѓани. И затоа
Сметам дека во комисиската расправа и на пленарната седница ќе треба да се одговори на самите граѓани дали е ова финалниот буџет за 2026 или е само форма која што треба да се запази за да во април или мај го добиеме вистинскиот буџет. За да јавниот долг кој што е предвиден со овој буџет од 62% вистински ќе биде над 75%. И тоа е одговорот кој што граѓаните заслужуваат да го добијат, независно кого гласале. Секој еден граѓанин на оваа држава заслужува да ја види вистината во очи, а вистината е во ваши раце. Благодарам.